Почитувани, вие сте со отвореното студио на телевизија Нова. Јас сум Билјана Василева Трендафилова. Вечерва имав намера да направам дебата и да ги соочам првите луѓе во Министерството за информатичко општество и јавна администрација, но за жал овде со мене е присутна само министерката за јавна администрација и за информатичко општество, господјата Марта Арсовска-Томовска. Ви благодарам што се одзвавте на поканата и што сте вечерва во студиото на телевизија Нова. Ми беше задоволство да ја прифатам поканата. За жал, со нас не е вашиот дополнителен заменик министер Александар Кирацовски. Ова столче овде, почитувани, кое што го гледате, за жал е празно. Тука во студиото требаше да биде тој. Телевизија Нова му упати покана уште кон крајот на септември, пред месец и половина. Пративме покана тој да дојде и овде заедно да ги соочиме аргументите, да слушнеме и планови за партијата која што го номинираше на местото. Еве го официјалниот одговор зошто тој вечерва не е во Нова. Со цел да ја запазам коректноста кон вашите колеги новинари од другите телевизии, учеството на ТВ дебатите ќе го пријавам согласно временскиот редослед на поканите. Кај вас ќе учествувам штом ги реализирам неколкуте интервјуа и дебати на претходните покани. Ви благодарам на разбирањето. Телевизија Нова го очекува Кирацовски откако тој ќе ги даде интервјуата на телевизиите кои што му побарале пред нас покана, како што вели во неговото објаснување. Марта Кирацовски не се одзва на поканата. Зошто се плаши да се соочи со вас? Па така излегува дека впечатокот е дека тој се плаши да се соочи со мене. Не знам кои се неговите причини, меѓутоа морам да ја појаснам ситуацијата. Со воведување на овие нови правила за балансирано известување и во време и во содржина кои што се воведоа со изборниот законник, и телевизиите се во една прилично непријатна ситуација во која што на некаков начин страда и професионализмот и слободата на јавното информирање, заради тоа што трката цело време е по минутажа, по време, по секунди, по агол, заради тоа што и содржината нели е битна, агол, поглед, тон и така натаму. Мислам дека во таа цела трка мора да се остане до крај коректен и принципиелен. И јас кога ја добив поканата од вас, навистина тоа беше првата покана за дебата, која што ја добив некаде на 18 септември, колку што проверив пред да дојдам, заради тоа што навистина имаше проблем и во комуникацијата претходно, ми кажавте дека ќе биде Кирацовски, па нема да биде и така натаму. Беше првата покана која што ја добив и реков, како министер надлежен за ресорот медиуми, дека нема да ги одбивам да ги гледам медиумите како позицијски и опозицијски и дека ќе се придржувам конкретно на редоследот на поканите и затоа ја прифатив вашата покана со оглед на тоа што беше прва покана која што ја добив. Да, телевизија Нова, впрочем, има дебати секоја вечер и е отворена да ги слушне различните ставови без оглед од која политичка партија доаѓаат. Каква ви е комуникацијата со господинот Кирацовски? Како се работувате во Министерството за информатичко општество? Видете, соработката. Знаете, во рамките на една, така да речеме, стручна и професионална соработка, во рамките на она што мора да биде заради тоа што ние, впрочем, некако и јас, а претпоставувам и тој, си се уште имаме проблем во однос на тоа кој какви надлежности има, односно повеќе тој има проблем отколку што јас, заради тоа што јас добро ги знам своите надлежности. Реално, воведувањето на оваа позиција дополнителен заменик министер е нешто што е практично упат во системот на функционирање на министерствата, заради тоа што уште од пред 15-16 години кога е донесен Законот за организација и работа на органите на државната управа и Законот за влада, точно се дефинирани надлежностите на секој од функционерите во Министерството, па вели дека министерот раководи со Министерството, го представува, се грижи за законито работење, заменикот ја врши неговата улога. Државниот секретар од друга страна си има улога да се грижи за вработените, за извршувањето на нивните работни задачи и така натаму, така да сите
воспоставениот систем ни даваше една прецизно разграничување кој каква улога има. Со измените на Законот за влада, кои што се направија минатата година, се воведе една вештачка функција која што се вика дополнителен заменик министер, која што има дефинирани нејасно, практично дефинирани надлежности, и тоа го видовме во различните дебати на кои што учествуваа министрите и дополнителните заменици, во кои што и едниот и другиот тврди дека има некаква надлежност, меѓутоа точно е тоа дека дополнителните заменици и министри имаат надлежност да учествуваат во донесувањето на акти и документи кои што се поврзани исклучиво со финансиски кадровски прашања кои што се однесуваат на организација на изборите. Значи, мандатот на дополнителниот заменик е само во однос на прашања и тоа носење на документи кои што влијаат на прашања за одржување на изборите. Сведоци сме во јавноста дека изминатиот период дополнителниот заменик министер во вашето министерство одржува секојдневни пресконференции со разни обвинувања и клевети кон вас, но и кон работата на партијата на ВМРО ДПМН. Често пати на некои од овие пресови гледаме дека вие не му возвраќате. Зошто? Знаете, мене фокусот не ми е Александар Кирацовски. Јас навистина имам друга работа. Мојата работа е да го водам министерството. Мојата работа е институционално, а не партиски да настапувам, заради тоа што министерството има навистина голем број проекти кои што се веќе започнати. Конкретно во моментов имаме 99 активни проекти, а да не изборам за големиот број на да речеме обврски кои што произлегоа како носење на документи поврзани со реформата на јавната администрација, одобрување на систематизации, имаме годишни планови, согласности за превземање и така натаму. Навистина имам многу работа и она што се секојдневни обвинувања не ги земам за нешто сериозно, затоа што прво се неиздржани, второ се исклучиво политички и партиски мотивирани, заради тоа што тие пресконференции имаат за цел да обезбедат некаков политички рейтинг на Кирацовски, заради тоа што нема ништо честно во неговите намери и заради тоа што јас не сакам да бидам таква. Јас во целава на функцијата се нафатив практично истовремено. Дојдовме на функција кога јас станав министер истиот ден или можеби следниот ден Кирацовски стана дополнителен заменик министер. Меѓутоа мојата задача беше од една страна да обезбедам функционирање на министерството, спроведување на реформите кои што ги имавме почнато, и јако знаев дека ќе биде тежок политичкиот момент, дека ќе има многу обструкции од сите страни, меѓутоа мојот пристап беше чесен и искрен и мојот пристап беше да направиме она што е најдобро за граѓаните. Тоа што го бараат граѓаните, а тоа е да обезбедиме професионална, односно попрофесионална и поефикасна јавна администрација која што ќе биде вистински сервис на граѓаните. Во наредните минути ќе го анализираме и работењето на јавната администрација. Сега предлагам да слушнеме една од изјавите од последните пресконференции на Кирацовски. На граѓаните на Република Македонија и требаат мотивирани административни службеници. За тоа да го постигнеме потребен е соодветен кариерен систем, кариерен модел во јавниот сектор, кој што ќе биде надвор од партиско-политичките влијанија. Тој е систем во кој што еден вработен во администрација знае, уме и сака да работи, ќе биде мотивиран преку соодветен надоместок и преку можност да напредува во кариерата, без разлика на неговата партиско-политичка, национална или верска припадност. Каква е состојбата во администрацијата? Во однос на ова што сега го кажа? Ја не знам што ново кажа. Мислам, апсолутно не кажа ништо ново, ништо револуционерно и
интересни ми се овие негови настапи, стварно ми се интересни. Значи, во администрацијата е воспоставен систем и тоа е воспоставен многу одамна. Со реформите кои што ги направивме во изминатите неколку години, направивме напор и јас сум сигурна дека резултатите ќе се видат многу скоро, затоа што процесот на реформа е долготраен и тежок и не можете да видите преку ноќ резултати. Да се подобри ефикасноста и квалитетот на вршење на работите, зашто превземавме неброени активности. Значи, не само во однос на самиот капацитет на вработените, не само во однос на начинот на кој што вработените кандидатите се вработуваат, постапките на селекција, комплетно нов мерит систем, подобрен повисоки критериуми за вработување и така натаму. Значи, не само од аспект на вработените и на нивниот учинок, туку и од аспект на процесите. Значи, се донесе нов закон за општа управна постапка, околу 170 закони се усогласија, сите административни процедури се скратија, се направи чистка на документи и докази кои што се непотребни, се воспостави електронска комуникација меѓу институциите, се воспостави едно шалтерски систем. Имаме и нови проекти кои што во следниот период ќе бидат реализирани, кои што ќе обезбедат дека што е клучниот проблем во јавната администрација. Она што навистина сметам дека не треба граѓаните да губат, и компаниите се разбира, да губат време за одење од шалтер на шалтер и добивање на своите права на некаков начин во однос на оние документи, дозволи, уверени и така натаму што ги добиваат. Туку сето тоа треба да биде многу побрзо, многу поефикасно, автоматизирано, значи со помош на електронски системи и да не се бараат докази од граѓаните кои што државата во своите регистри, па макар и да се во други институции, ги поседува. Постојат многу аспекти на реформата на јавната администрација. Значи, вработените се само еден од, да речеме, реформските процеси на кои што ние многу сериозно му пристапивме и очекувам дека тоа за многу кратко време ќе се види. Градиме стручна или партиска администрација? Дефинитивно стручна администрација. Нема простор за разговор на тема партиска администрација. Тоа е тоа што и претходно го кажав. Значи, стручна администрација е администрација која што на почетокот при вработувањето е вработена врз база на своите квалификации, на својата стручност и на својата компетентност. Само стручен и компетентен вработен, кој што има добри резултати на сите фази на селекција во самата постапка на вработување. Тука се проверуваат различни аспекти, не само стручноста, туку интелектуалните капацитети, когнитивни способности, психолошкиот момент, интегритетот и така натаму. Се даваат и прашања од некакви ситуациони интервјуа кои што се базирани на рамката на компетенции и така натаму. Тоа значи дека фер, транспарентна постапка и објективна на вработување. Понатаму, тие вработени треба и да продолжат откако ќе бидат вработени, да ја вршат својата работа стручно, компетентно и нивниот учинок, односно перформансите да им бидат мерени и следени. Во текот на нивната кариера, тие да имаат континуирано простор за надградба, професионална, преку пручање на различни обуки, преку менторство и така натаму, да се придржуваат до кодексот на професионално однесување, да бидат комплетно политички неутрални, не само во предизборниот период, туку за целото време, точно да си ги знаат своите надлежности, какво треба да биде нивното однесување во секој аспект и како треба да се грижат за угледот на самите вработени, значи за својот сопствен углед, бидејќи тие се вработени и работат во името на државата, и треба да се грижат за угледот на самите институции во кои што се вработени. Значи, процесот значи, она што подразбира под стручна администрација, значи стручни вработени, кои што, ако се додадат на тоа и административните процедури кои што треба да бидат скратени, брзи, ефикасни, ефективни и така натаму, резултатот на крај ќе биде задоволни граѓани, што е всушност и целта на реформата.
Велите дека воопшто се води најголема сметка за стручноста и професионалноста на тимот. Што е пресудно за еден млад, високо образован човек да се вработи во администрацијата? Пресудно е најпрво, значи да исполнува услови кои што се дадени за работното место. Условите, тоа што го направивме се, ова е една мала дигресија во однос на вашето прашање. Ние за прв пат, пред 2 години, објавивме каталог на работни места во јавниот сектор, кој што е една вака дебела книга, што е објавена исто и онлайн, во која што секое работно место во државата, секако во јавниот сектор, е попишано и пропишано со услови кои што треба да бидат исполнети за да некој се вработи на тоа работно место, заради тоа што на таков начин сакавме да оневозможиме било какво објавување на јавни огласи по мерка. Значи, ако се условите за вработување на тоа место дадени јавно и транспарентно и сите може да ги видат, не може ниту едно раководно лице на институција да објави оглас во кој што практично ќе опише некој негов пријател или роднина со квалификациите кои што ги исполнува за да се вработи на тоа место. Тоа што понатаму треба тој млад човек да го исполни е тоа да има високи познавања од областа, ако му е прво вработување, претходно има подготовка, значи практично се изучува литература која што е поврзана со работењето во јавната администрација, треба да има високи интелектуални способности, што се проверува со тест на силогизми и тест матрица на когнитивни способности, треба да има познавање на странски јазик на определено ниво, се разбира, во зависност од нивото на работно место. Треба да помине добро на интервјуто, базирано на компетенции, заради тоа што за секое работно место беше дефинирана рамка на компетенции, па точно се знае, значи за еден, да речеме, помлад соработник кој што е влезното ниво, кои компетенции треба да ги поседува. Во смисла на комуникација, на тимска работа, стратешко планирање, носење одлуки, однос кон другите, свест кон пружањето услуги и така натаму. И сето тоа се проверува во иницијалната фаза на интервју. Прагот е 60%, значи од можни 100 бода, секој некој што ќе ги помине, тие 60 бода, има шанси да го добие работното место, се разбира, работното место го добива некој што има најмногу бода. Има ли превработеност во јавната администрација? Често пати можеме да слушнеме забелешки од дел од бизнес заедницата кои велат имаме администрација, но таа е голема и не е ефикасна. Сепак граѓаните ја плаќаат за да биде стручна, мала, но сепак да дава ефикасни резултати. Видете, прашањето на бројноста, односно обемот на јавната администрација во изминатиот период, речеме во изминатите 2 години, беше сериозен предмет на шпекулации заради тоа што излегува представници на опозицијата, на опозицијските партии, меѓутоа и некои така наречени експерти кои што од ракав, буквално од ракав вадеа бројки и денеска ги вадат. Вчера прочитав еден да речеме од раководството на една политичка партија, пак вели, никогаш не дознавме колку вработени има во јавната администрација. Представници на опозицијата даваат јавни изјави, иако ги имаат бројките, мислам, ги имаат во практично доставени им се во рака. Точните, не само бројки на јавната администрација, него по име и презиме секој вработен во јавната администрација. Зашто направивме и проверки на веб страната на Министерството со оставање на матичниот број. Секој вработен може да провери дали за него се води евиденција во регистарот. Значи, се шпекулираше со бројката. Меѓутоа, тоа што ние го направивме, тоа што е направено прв пат од осамостојувањето на Македонија, можеби од многу одамна, е самите во Законот за вработени во јавниот сектор си поставивме обврска да водиме евиденција за
јавната администрација во смисла на обем, на структура, на перформанси, на карактеристики и така натаму. И првиот извештај од таквиот регистар го објавивме на 31 март оваа година, во која што бројката не само што е дадена како финална бројка, туку е направено разграничување по институција, по профили, по возраст, по образование, по пол, по етничка припатност и така натаму. Тоа е еден сериозен извештај на 80 страни во кој што буквално можете да го добиете профилот на јавната администрација. Бројката за информација е уште еднаш ќе ја кажам јавно, во извештајот беше 128.000, меѓутоа тоа е како да кажам променлива работа. Денеска може да е 128.253, утре може да е 128.220, заради тоа што луѓето во меѓувреме се пензионирале, може би има нови вработувања. Во конкретниот период нема, туку сакав само да објаснам дека тоа е една флексибилна работа, меѓутоа тоа е бројката, околу 130.000 вкупно во јавниот сектор, вклучувајќи ги и јавните предпријатија. Значи, формирани од општините и од државата. Здравство, образование, култура, комунални дејности, војска, полиција, регулатори, државни органи, министерства, органи во состав, сите, буквално сите, до еден се влезени во опфат. И дали е тоа многу или малку, тоа беше прашањето. Прашањето може да се гледа од различен аспект. Ако направиме споредбени анализи за тоа како стоиме во рамките на европскиот просек, ние сме на ниво на европскиот просек. Во некои земји, да речеме, со кои што најчесто се споредуваме, ние имаме од прилика 65 вработени на 1000 граѓани, што е многу пониско од, да речеме, Словенија и од Србија. Знаете дека ти имаат аранжмани, Србија имаше конкретно аранжман со ММФ во кој што велеше дека вие морате да отпуштите, не знам, определен број на вработени во јавниот сектор за да влеземе во аранжманот. Кај нас тоа го нема ниту еден извештај на Европската комисија. Ниту еден извештај за напредокот не вели дека администрацијата е преобемна. Она што треба да се направи е да се направи оптимизација на ресурсите. Ако во една институција има, да речеме, превработеност, во друга има помалку вработени, тогаш да се направи впарување на потребите и на барањата на институциите и на таков начин да се оптимизира бројноста. Во вечерашново отворено студио го анализираме работењето на јавната администрација, зборуваме за незината бројност и ефикасност, но во наредните минути ќе анализираме колку македонската администрација е блиску или далеку од европската. Почитувани, останете со нас, куса пауза за реклами и продолжуваме. Вие сте со отвореното студио на телевизија Нова. Продолжуваме со вечерашната дискусија. Ве подсетувам, оде со нас е министерката за информатичко општество и администрација Марта Арсовска-Томовска. Поканет беше и незиниот дополнителен заменик министер Александар Кирацовски, но тој не се одзва на поканата. Министерке, може ли Македонија да изгради администрација по европски терк? Администрација по терк на потребите на граѓаните. Тоа е тоа кон што тежиме. Европската Унија нема некои конкретни правила, конкретни закони во однос на тоа како треба да биде организирана администрацијата, меѓутоа она што е основно и што е клучен постулат на секоја успешна администрација е најдобрите вработени, најквалитетните вработени, најбрзо и најефикасно да обезбедуваат услуги кон граѓаните, да бидат стручни, да бидат продуктивни, да се на крајот на краиштата она што граѓаните го одвојуваат за платите на јавната администрација да биде ефикасно и да има резултат. Да имате добар јавен сервис, да имате добро здравство, добро образование, да имате брзи услуги, да не чекате по шалтери, услугите да ви бидат пружани кога најмногу ви требаат, односот
на вработените во администрацијата кон граѓаните да биде на ниво, да бидат љубезни, културни, на крајот на криштата да бидат професионални. Ете, тоа е сликата за јавната администрација, за која што одговорно тврдам дека е на едно солидно ниво, меѓутоа секогаш може да биде уште подобро. И затоа тука има многу работа. Значи, работа во смисла на самите процедури, работа во смисла на креирањето на политики, работа во смисла на отчетноста и транспарентноста, работа во смисла на стегање на критериумите за работа во администрација и така натаму. Меѓутоа има навистина многу работи кои што се направени и во таа смисла очекувам дека резултатите ќе бидат многу брзо видливи, ако веќе и не се видливи, меѓутоа тоа јас не можам да го кажам, тоа треба да го оцени јавност. Жешко прашање јавната администрација кога зборуваме за заложбите, за изјавите, за ветувањата кои ги даваат и политичките партии. Во изминатиот период сме сведоци дека некои политичари, лидери на партии зборуваат ако дојдат на власт, ќе направат чистка во администрацијата, ќе бркаат луѓе вработени во јавниот сектор. Кој е вашиот став по однос на овие тврдења? Ја мислам дека политичарите треба да бидат многу внимателни кога ги даваат овие изјави, затоа што тие може да им се вратат како бумеранг. Значи, она што е зашто е воспоставено и Министерството, нели, од 2011 година навака, за тоа што владата е како заложба го има и кое што го исполнува, го имплементира, е да направиме професионален сервис. Секоја калкулација со вработените во администрацијата е штетна. И политички е штетна. Затоа што ако кажете дека ќе ги избркате, тогаш практично на себе го земате гневот на вработените, затоа што тој им е гола екзистенција. Ако се обратите од друга страна па на оние кои што се навработени, кои што бараат работа во администрација, тогаш тие ќе имаат високи очекувања дека другите ќе ги избркате за тие да влезат. Она што е страшно, за мене е стварно страшно, е тоа што опозицијата за администрацијата збори само пред избори. Значи, ниту еднаш не слушнавме ниту еден конструктивен предлог во овие, да речеме, 10 години од кога е ВМРО на власт и кога ја води, кога е начело на реформата на јавната администрација, издржани предлози немаше, меѓутоа од избори на избори ние имаме политички изјави кои што служат исклучиво за политички маркетинг и кои што ја сведуваат јавната администрација на голи бројки. Значи, во моментов се трча по гласови, се трча по освојување на симпатиите на вработените, заради тоа што тие се гледаат како голи гласови, како бројки во штабските калкулации, што навистина е страшно и е поразително. Кога зборуваме за јавната администрација, треба да бидеме искрени, да кажеме за кого ние зборуваме. За голи бројки зборуваме или зборуваме за лекарите кои што не лечат, или зборуваме за овие наставниците и професорите кои што ги учат нашите деца, или зборуваме за негувателките во градинките кои што ги чуваат нашите деца, или во старечките домови нашите родители ги чуваат. Замислите, или кога зборуваме за администрација, за и оние комунални работници кои што се грижат за нашата хигиена, за војската што не чува, за полицијата која што се грижи за нашата безбедност. Греота е и срамота е да се калкулира само политички и само за предизборен маркетинг. Ќе ги бркаме, па нема да ги бркаме, па ќе ги вработуваме, па ќе ги чуваме. Што се тоа? Што е тоа? Тоа се луѓе кои што честно и професионално работат. Сака некој да го заплаши народот со ваквите обвинувања и најави за бркање од работа? Не знам што сака да постигне, стварно не ми е јасно што сака да постигне, ама вака политички гледано стратегијата е исклучително погрешна и погубна.
Колку високата стапка на невработеност влијае врз работата во администрацијата? Стапката на невработеност е се уште релативно висока, иако навистина ми представува гордост што сум дел од една влада која што успеа за изминатите 10 години да обезбеди вработување на 160.000 граѓани, со тоа да ја намали драматично стапката на невработеност. И исто така ми е чест што сум дел од една влада која има визија дека само отварањето на работни места во приватниот сектор е вистинската работа за економскиот напредок на државата. Со самото тоа што се отворени работни места, притисокот за вработување во јавната администрација е исклучително намален и неодамна побарав од мојот тим во Министерството да ми обезбеди податок, кој што е фрапантен навистина. Ако во изминатите години за едно работно место во јавната администрација, во Агенцијата за администрација, практично каде што се објавуваат огласи за административни службеници, се пријавувале некаде 60, 70, па и 80 кандидати, 2016 година 4,5 кандидати се пријавуваат за едно работно место. Самите од овдека можете да заклучите дека интересот за вработување во јавна администрација е намален и тоа намалување е природно, спонтано, заради тоа што луѓето имаат можност да се вработат во јавниот сектор, каде што можат да бидат многу продуктивни и, како што реков, самата држава да оди во вистинската насока. Така, ако порано беше желба на речиси секој трет човек да најде работа во администрацијата, сега сме сведоци дека можеби мал дел сакаат да работат и да бидат дел од јавната администрација, но сепак, како што рековте, тука се и новите места кои што ги нуди приватниот сектор, бизнис заедницата, оние компании, микро и мали, кои секојдневно отвараат по некој ново работно место. Така, да. Значи, луѓето имаат желба да се вработат во приватниот сектор, меѓутоа оние кои што имаат професија која што е релевантна и потребна во јавната администрација, секако се пријавуваат на огласите во јавната администрација. Меѓутоа има некаков природен баланс, има некаква рамнотежа, нема притисок за вработување, па нема притисок, значи, и самата таква ситуација обезбедува комплетна деполитизација на јавната администрација, заради тоа што притисокот за кој што во минатото се зборуваше, се однесуваше на тоа дека луѓето, барајки гола екзистенција, фаќаат секакви можни врски за да дојдат до работно место во јавната администрација. Дали се тоа партиски или се роднински, или се пријателски, или се било какви, значи тука беше притисокот. Сега тој притисок веќе го нема. На што се должи тоа? На новоотворените работни места во приватниот сектор? Тоа се должи на новоотворените места во приватниот сектор, меѓутоа се должи на реформите кои што ги спроведовме во администрацијата, во смисла на тоа дека јавната администрација постави некои стандарди и критериуми во кои што јасно и транспарентно се знае дека секој оној кој што планира посветено, честно да работи, има место за него во јавната администрација. Секој оној кој што калкулира дека ќе влезе во јавната администрација за да клати врата, а да зема плата, практично е обесхрабрен воопшто да се пријави да работи во јавната администрација. Кои реформи се досега преземени, а кои треба допрва да се спроведат за да имаме ефикасна јавна администрација? Ај сега да не зборувам за стратешки документи, мислам дека стратегиите се нешто што нас ни помагаат, меѓутоа тоа и не е интересно за граѓаните. Во следниот период треба да се продолжи со она што беше досега направено во секој аспект, затоа што реформата на јавната администрација генерално е поделена на 5 столба, значи административни услуги, човечки фактор, креирање на политики, понатаму одговорност, транспарентност и така натаму. Тоа што е во следниот период предизвик за нас
сметаме дека ги воспоставивме и завршивме со, речеме, активностите кои се однесуваа на вработените, сега одиме на услугите. Тоа што сега се прави е обезбедување на многу високо професионални административни услуги кои што на едно место и на еден шалтер со едно појавување вработените ќе можат да си ги остварат своите права. Каталогот на јавни услуги кои што го објавивме, каде што на едно место се дадени услугите, сите оние услуги, односно права кои што може да ги добијат граѓаните во 5 области: здравство, труд и социјална политика, транспорт, образование и така натаму. Дополнително го дополнуваме каталогот со јавни услуги. Работиме со помош на европските фондови преку ИПА финансирање на национален портал на административни услуги. Работиме исто и на воспоставување на национален регистар на население, од кој што ќе биде централна база од која што институциите ќе ги влечат податоците за граѓаните, за да можат брзо и ефикасно да нудат јавни услуги, кои што исто така ќе се користи понатаму и за избори и за попис на населението. Обезбедуваме интероперабилност, односно поврзување на системите, на базите на институциите. Обезбедуваме кратење повторно, дополнително регулаторни гилотини. Обезбедуваме, значи, и услови за вработените, меѓутоа и услови за кратење и намалување на административните процедури. Тоа се еден сет од проекти кои што ќе бидат довршени во следниот период, а секако и ние како политичка партија нудиме сериозни активности кои што ќе бидат објавени со изборната програма. Брзите процедури се важни, на тоа не обврзува и Европа сите оние правила кои што ги налага европската регулатива. Почитувани, уште една куса пауза. Вие го гледате отвореното студио на телевизија Нова. Зборуваме за работењето на администрацијата, зборуваме и за проектите кои што се досега преземени токму на ова поле, но ги анализираме и актуелните настани и случувања. Последните обвинувања стасуваат од вашиот дополнителен заменик министер Александар Кирацовски, кој често на неговите пресконференции знае да рече дека има притисоци и уцени во јавната администрација. Ајде да слушнеме што рече на една од пресконференциите Кирацовски. Слободните, фер и регуларни избори се наш заеднички императив. Сите заедно мора да направиме се пред времените парламентарни избори, закажани за 11 декември, да го отсликаат реалното расположение на граѓаните. Мојата заложба за оваа цел не е само декларативна, туку и реална. Од денес, заедно со мојот тим на терен, ја продолжуваме мисијата за мотивирање на вработените во јавниот сектор да ги пријават сите неправилности и нерегуларности, закани и уцени под слоганот "Пријави притисок за фер избор". Целта е охрабрување на вработените да не подлегнуваат под никакви закани, уцени и притисоци. Има ли уцени и притисоци во јавната администрација? Видете, значи, добра е идејата, со тоа што тоа не е оригинална идеја на Кирацовски, мислам тука да бидеме на чисто. Тоа е единствената работа која што Кирацовски во моментот, врзано за избори, а исто и врзано со работењето во Министерството и земањето плата на крајот на гриштата од Министерството, може да ја работи. Меѓутоа, начинот на кој што тоа се прави е во најмала рака чуден. Знаете, онаа цела еуфорија, она цело триумфалистичко однесување, држање на пресконференции, би рекла дури френетично однесување, одење од институција на институција, делење летоци, некакви во кои што се повикуваат вработените да пријават притисоци на веб страна на Кирацовски, регистрирана на негова домашна адреса, во која што прибира лични податоци и така натаму и така натаму. Сето тоа ми говори дека се работи за еден политички маркетинг. Доколку навистина има
притисоци, постојат воспоставени процедури на кои што тие притисоци можат да се пријават. Значи, неколку пати ги објаснив, во државава мора да има ред. Не можете да си припишувате надлежности. Знаете, во согласно законот за заштита на укажувачи, точно пишува дека, доколку се сомнева некој, дека некакво кривично дело, а изборен притисок е кривично дело, се подготвува или било направено и така натаму, вие во законски воспоставена процедура се обраќате до 4 државни органи кои што се надлежни за таа работа. Тоа е Министерството за внатрешни работи, тоа е Народниот правобранител, Државна комисија за спречување на корупција и секако јавно обвинителство. Александар Кирацовски, ниту кабинетот на Александар Кирацовски, како што тој се представува, не е државен орган. Значи не можете да си превземате надлежности кои што не се важи. Има некаков ред. Значи точно се знае како се поставува со тие пријави. Јас, значи, уште еднаш да потенцирам, сум остро и категорично против таквите притисоци. Апсолутно е, дури, мислам, со тоа што се темава се користи, се злоупотребува политички, со тоа што цело време, значи, од кога Кирацовски дојден се зборува на оваа тема, практично се врши притисок на вработените. Сега гледам, денеска има и пресконференција на која што објавил дека ќе прати писма до сите институции на јавниот сектор, во кои што на секој вработен ќе му биде обезбеден леток или не знам во кои што пак ќе може да пријави притисок на неговата веб страна дома регистрирана. На вистина притисок кој што се прави на вработените. Неинституционално. Значи, институционално, јас уште во март минатата година до раководните лица на 1288 институции на јавниот сектор испратив персонализирано писмо во кое што им кажав дека тие се носители, менаџери на институциите. Во предизборниот процес, во овој период, мора да бидат на ниво на задачата. Дека тие треба да се грижат за професионално однесување на вработените, нивно професионално однесување и тотална политичка неутралност, што е особено важно во овој период. Меѓутоа, да се трча, да се ветува, да се даваат некакви флаери, некакви постери. Кај мене дури беа неколку меѓународни и неколку невладини организации па вела дајте ми ја базата на податоци, што е база на лични податоци, што секако, значи јас немам законска можност тоа да го направам, заради тоа што тоа би било неувластено користење. Министерството ги обработува личните податоци на вработените само за цел на регистарот и за ниедна друга цел. Велат, дајте ни ја базата за да им пратиме персонализирани писма до секој вработен во администрацијата. И ќе добијат сега, доколку ги обезбедат тие податоци, ќе добијат 3, 4, 5 писма секој вработен во кои што ќе им кажуваат работи дека не треба да дозволат да им се врши притисок. Не баре вработените во администрацијата не знаат дека не смеат да дозволат, дека тие се бирани за да имаат интегритет и дека нивниот сопствен интегритет не може никој на никаков начин да го наруши. На крајот на краиштата, овој притисок кој што се врши врз вработените да пријавуваат притисок, ќе резултира со нервоза, па секој од овие вработени на крајот на краиштата, кога ќе треба да го даде својот глас зад параванот, ќе си одлучи кој му прави притисок, кој не му прави притисок, кој се грижи за самите вработени, на крајот на краиштата, кој се грижи и за граѓаните да бидат позадоволни и да добијат поефикасни услуги. Значи, секако сум против притисоци, апсолутно стојам за тоа дека не смее да се дозволи, меѓутоа оваа тема се исполитизира премногу, само за тоа се зборува. Значи, како да на овие избори гласаат само вработените во администрацијата, како да не се избори за нова влада во која што граѓаните треба да го дадат својот глас. Граѓаните имаат интерес да имаат професионална администрација. Тука треба да се стави фокусот. Фокусот треба да се стави на тоа што граѓаните треба да добијат од администрацијата. Проекти, идеи, планови, конкретни активности,
конкретни работи кои што се преземани, кои што се гледаат. Греота е да се искористи еден мандат од цела година само за да се држат секојдневни политички, партиски мотивирани пресконференции без да се пипне било кој од проектите. Да се помогне да се соберат податоците уште на времето во регистарот. Никаква активност, никаква, само политички маркетинг. Толку, точка. Ако велите дека Кирацовски прави само политички маркетинг, што работи тој во министерството? Ете тоа. Како си ја заработува платата? Ете тоа, содржање на политички, на партиски пресконференции во кои што се става во улога на најголем заштитник на вработените во администрацијата, дека е тој Робин Худ кој што ќе ги спаси, ќе ги избави од оваа насилна власт која што сака да ги уништи. Мислам, дури дегутантно ми е да зборувам на темата, на вистина, мислам, треба да се биде над ситуацијата. Треба да се биде искрен и чесен во намерите. Треба да се знае што се сака да се постигне. Треба да се постигне по-професионална администрација, по-задоволни граѓани. Тоа е целта. Ви отежнува работата Кирацовски? Па точно е дека се врши определено дефокусирање. Одреден број на вработени кои што навистина работеа на клучни позиции, кои што беа навистина стручни и професионални, заради тоа што во Министерството имаме само стручни и професионални вработени, меѓутоа беа доделени на некакви проекти, работат сега на партиски задачи за Кирацовски, што навистина ми е, како да ви кажам, непријатно. Се направи некаква подалба внатре, меѓутоа не ми представува проблем. Навистина не ми представува проблем, малку време се губи повеќе. Тоа е работава и се губи фокусот од проектите. Фокусот од вистинската работа која што треба да се сработи. Меѓутоа секој си има свој мандат, знаете. Кој како ќе си ја, без разлика што можеби мојот рейтинг заради тоа што јас се грижам за навистина да се спроведе реформата, која што е тешка и болна и која што не идува на отпор, па дури од вработените, тој ветува брда и долини, ама на крај битно е тоа што ќе кажат граѓаните. Колку вложувањето во информатиката и технологиите може да ја зголемат ефикасноста на администрацијата? Многу, заради тоа што со автоматизација на определени процедури, автоматизацијата се врши преку користење на информатички системи, компјутери, интернет и така натаму, може да обезбедат подобри јавни услуги. Тоа е целта. Достапни 24/7 услуги во кои што е минимизиран човечкиот фактор на влијание на носење на некакви одлуки, во смисла на тоа да се води прецизна евиденција за сите предмети, не може да се дозволи предметите да се чуваат во фиока, па потоа да се бара некаква противуслуга за тие да бидат извадени од фиока и така натаму, значи намалување на можноста за корупција, намалување на можноста за влијание, реваншизам и така натаму и брзина и ефикасност. Тоа се придобивките на информатичката технологија во јавните услуги. Друга работа која што исто така придобивка е брзата комуникација. Значи ако сте имале досега, на пример, некој граѓанин кој што е, да речеме, од Босилово, треба да обезбеди некоја јавна услуга, треба да доаѓа во Скопје и во Министерството за надворешни, да речеме, труд и социјална политика, да обезбеди некакво право преку воведување на информатичките системи, тој ќе може во административните простори, во општинските канцеларии или во центрите кои што се информатички поврзани со централата да ја добие таа јавна услуга. Значи, тоа е улогата на информатиката. Се користат на вистина последните технологии кои што обезбедуваат и јавност и транспарентност во самите постапки. Македонија има многу кадарни и способни информатичари, но можеби еден од клучните проблеми во ова поле е што делот мозоците си заминуваат од земјава. Како Македонија да ги задржи и да го спречи тој одлив на мозоци токму од информатичкиот сектор?
Ова е интересно прашање, кое што веќе во изминативе неколку години сериозно е адресирано. А тоа е тоа што ние обезбедивме Македонија да стане сериозна информатички, да речеме, подкована земја, во кој што постои еден екосистем, во кој што постојат стручни и талентирани, да речеме, информатичари, во кој што постои инфраструктура, интернет достапност, технологии, достапност и така натаму, и во кој што постојат добри услови за бизнис, во кој што брзината на отварање, добивање на потребните документи, дозволи за отварање на бизнис ја прави Република Македонија една од лидерите на светско ниво. Еве ќе го спомнам и последниот извештај на Doing Business, меѓутоа има многу други извештаи кои што истото го зборуваат, прави да Македонија станува привлечна дестинација за отварање на да речеме подружници на странски компании или отварање на домашни компании од областа на информатиката. Што значи тоа? Тоа значи дека имаме добри информатичари, имаме компании кои што имаат потреба од информатички кадар, ги имаме сите предуслови за креирање на работни места во државата, а информатиката е таква дејност во која што вие и не морате да бидете присутен на лице место за да ја сработите работата, заради тоа што вие можете да програмирате и да го пратите кодот онлайн на проверка, доколку се работи за странска компанија, па некаде во Америка да го проверат, да го одобрат, да го вклопат во некој друг систем и така натаму. Добро е што се воспоставени овие услови, знаете зошто? Затоа што ние имаме информатичари, имаме поверувачка од информатички компании и информатичарите се добро платени. Добро се платени и во Македонија, исто како што се платени од прилика на ниво како што се платени и во европските земји, и во Америка и така натаму. Така да кога ќе се пресметаат програмерите, каде им е поисплатливо да живеат заради пониските трошоци на живот, тие ја бираат Македонија. Значи, отворени работни места кои што континуирано се креираат, добри плати, а ниски трошоци на живот, идеална формула за да се спречи одливот на мозоци. Да, навистина е сектор кој што е баран и во земјава и пошироко во Европа, така да младите кадри имаат можност да вложат во себе и да знаат дека после лесно ќе дојдат до работно место и дека трудот и знаењето секако ќе им се исплати. Така. Ви благодарам што бевте дел од отвореното студио на телевизија Нова. Кажавте многу податоци, идеи и видувања за работењето на администрацијата. Споделивте и ваши искуства. Можеби ќе беше поинтересна емисијата доколку дојдеше и дополнителниот заменик министер Александар Кирасовски, но ете, поканата е отворена. Се надевам дека во наредна прилика ќе можеме да ги соочиме аргументите. И мене ми е навистина криво што немав прилика да ги соочиме вака и јавно аргументите. Меѓутоа се надевам дека ќе има и друга прилика за тоа. Ви благодарам уште еднаш за вашето присуство во студиото на телевизија Нова. Почитувани, вас ве поканувам да останете и натаму со нашата програма. Имаме многу информации, вести и анализи. Гледајте телевизија Нова.